Ќе се сече после Адри Парична. Ешки да смешаш, неќе отре. Среќа на кај. Почитувани Скопјани, народе македонски, честити векови да ни е бадник. Уште од старо време има едно правило кое вели дека секој настан и секоја свеченост започнува и не може да помине без здравица. Таква ни е традицијата. Таа се кажува на многу народни празници, свечености, слави, крштевки и мендени. Здравица и за арно и за лошо. Без здравица ништо не бидува. И токму затоа секоја година ние, бадникарите, имаме по еден здравичар на кој му е доверена таа прекрасна улога. Честа да биде бадникарски здравичар за 2025 година ја доби господинот Атанас Петров. Тој е дипломиран, да го поздравиме со аплауз, може. Тој е дипломиран архитект, роден во 1955 година, со живеалиште во Скопје. Основното образование го има завршено во Основното училиште Браќа Рибар во Скопје, Средното училиште Здравко Цветковски Гуц, а високото образование на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје. Како дипломиран инженер-архитект започнал со работа во градожното предпријатие Пелагонија, пето градилиште Скопје, како раководител на објекти, потоа технички директор на истото, а по самостојувањето на Република Македонија, станува директор на ДОО Подгорица во Црна Гора. И сето ова во период од 1983 до 1997 година. Во 1997 година тој ја напушта Пелагонија и ја отвара својата семејна фирма Торус Инженеринг, која се занимава со проектирање и извадба на објекти. Во изминативе 27 години Торус Инженеринг има изведено и проектирано голем број на објекти, тоа не само во Македонија, туку и на европскиот пазар, што е навистина за поздрав и се тоа во согласно со светските стандарди и норми, грижејќи се за квалитетот и запазување на роковите за изведба. Атанас Петров исто така во 2007 година ја добива наградата за предприемач на годината. Потоа тој мора да напоменеме дека е голем љубител на спортот, па оттаму одреден период го спонзорираше и кошаркарскиот клуб Торус, кој се надпреваруваше во првата македонска кошаркарска лига. Досега сме имале многу интересни парови на кумови и здравичари, меѓутоа она што е навистина специфично и интересно и посебно оваа година е тоа што овогодинешниот здравичар Атанас и овогодинешниот кум Радомир Раде Макеларски се во кумова врска, односно Атанас му е кум на Раде. И не само тоа, тој е кум на неговите деца, и не само тоа, тој е кум на неговите внуци, од кој едно е крстено токму по него, Атанаси. Драги Скопјани, да го поздравиме со голем аплауз нашиот здравичар за 2025 Атанас Петров. Повели Атанас да ја чујат Скопјани здравицата. Благодарам за убавата најава. Јас ќе се потрудам да Почитувани граѓани, драги бадникари, мои сограѓани, боголюбиви верници и вие присутни добронамерници. Нека ни е честит и благословен бадник. Дојде и долго очекуваниот ден, кога традиционално го прославуваме бадник во предворието на овој наш светол, соборен храм, кој го носи името на великиот возвишен од народот Свети Климент Охридски. Продолжувач и сејач на златоустото словенско слово. Возбудата и радоста се уште се големи. Затоа што во годините на мојата младост, кога учев и студирав, го следев текот на изградбата на овој Божји македонски храм, кој со својата архитектонска замисла и изведба современо во себе го впил стилот на најпрефинетите средновековни цркви со лакови и куполи. Осветен во 1990 година, со својата местоположба
во централното градско подрачје, го разубавува просторот околу него, дава мир и спокој во нашите души. Како здравичар на оваа манифестација, среќен сум што денес дабовите гранчиња кои нашите вредни бадникари ги собраа на падините на Водно, ќе ги однесете во вашите домови, каде што заедно со семејството и најблиските ќе го прославите Бадник на свечена, осветена и осветлена трпеза. Запалените огнови на Бадниковата вечер ги осветлуваат и нашите срца пред радосното и чекување на раѓањето Христово. Затоа, драги мои сограѓани, од ова место сакам да ви посакам мир, соживот, здравје, љубов, среќа во домовите, да се прегрнеме и да си посакаме убави моменти, насмевки, да си простиме, да се дружиме, нов почеток и нови радости. Нека не напушти вербата кон подоброто, но никогаш да не ја заборавиме традицијата, започната од нашите предци, која се одржала до денешни денови. Традицијата е символ и патот на нашето постоење. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на одморот за традиционалниот пречек на Бадник, што ме одмора мене да бидам здравичар за 2025 година. Како круна на моето постоење, живење и творење во нашиот град. Драги сограѓани, да испратам уште една порака и желба. Живееме во времења на бурна демократија. Да се потрудиме на новите генерации, да им овозможиме подобра иднина. А вие, избраните представници од народот, во општините и градот, потрудете се да го направиме ова наше Скопје уште поубаво и посреќно место на живење. Среќен Бадник и нека е благословена новава 2025 година. Да го поздравиме со уште еден аплауз здравичарот, браво Атанас. Драги присутни, дозволете ми да го најавам и нашиот минатогодишен бадникарски кум, Божидар Јанковски, или подобро помеѓу нас познат како Бобо Дайнерс. Бобо е човек кој својата љубов кон Скопје ја преточил во својот животен пат. Роден и израстан во срцето на градот Скопје, и тој е вистински пример за скопјанец. Голема чест ни беше на нас, бадникарите, што ни беше бадникарски кум за изминатата 2024 година, и се надевам дека изминатата година му беше успешна, берикетна кумова година и дека му донесе среќа, мир, спокој, убавини и успеси на секое поле во животот. Бобо, повели. Почитувани, сепак денес е денот за новиот кум, новиот здравичар. На нив можам да им посакам здравие, среќа, љубов, која мене лично ми ја донесе кумство оваа година. Бев исклучително горд што цела година било каде кај си куме, како и да куме, беше многу убаво е чувството да си кум на градот Скопје. Така да на сите овдека присутни им пожелувам среќа, љубов. Ната година, реков и оваа година, повеќе се слушаме, повеќе се разбираме и повеќе се сакаме. Чест ми е да ве представам, пошто ја знам 100 години и стварно. Со нас е и градоначалникот на општина Центар, општина која што од самите почетоци не прими во своите прегратки и е во чекор со сите наши активности. Тоа се наши долгогодишни пријатели и подржувачи, а денес тука со нас е господин Горан Герасимовски. Градоначалнико, повелете. Почитувани сограѓани, драги пријатели, членови на Бадникарскиот одбор, посебен поздрав до
годишниот кум Раде Макеларски и здравичарот Атанас Петров. Денешниот празник Бадник и утрешниот Божик, ден на Христовото раѓање, се празници кои не зближуваат со највредното што го имаме, а тоа се нашите семејства, нашите роднини и блиски. Дозволете ми да ви посакам убави празнични денови, да ги одбележите со спокој, љубов и благосостојба. Ви посакувам да го пронајдете својот духовен мир и да ја споделите радоста со своите најблиски. Имајте убава Бадникова вечер, да се обединиме, да правиме добри дела и да сме солидарни со оние што им е најпотребно. Да ја чуваме традицијата што не обединува и да ја пренесуваме на нашите идни генерации. Среќен Бадник и честит Божик. За многу години нека ни е празникот. Благодарам. Кумството е длабоко вкореното во нашата култура и представува повеќе од обичен обред или обичај. Тоа е символ на вечна поврзаност, пријателство и поддршка. Честа да биде бадникарски кум за престојната 2025 година ја доби Радомир Макеларски. Тој е роден 1952 година. Во раното детство живеел во Ново Мало, тинеџерските години ги минува во населба Црнича, потоа се сели во населба Трнодол. Всушност, тој во себе носи малски дух од неколку скопски мала. Неговата работна кариера како економист започнува во Технометал Македонија, потоа бил представник на фирмата Руди Чаевац од Бања Лука за Македонија и Косово и Метохија, па во Технометал Вардар. Својата работна кариера ја продолжува во семејната фирма на неговиот брат Мак Примат како комерцијален директор се до неговото пензионирање. Дајте аплауз. Раде и неговиот брат, кој инаку беше познат одбојкарски репрезентативец, за оние што не знаат, беа спонзори на женскиот одбојкарски клуб Вардар Мак Примат, како и на македонската женска одбојкарска репрезентација за нивниот настап на светското првенство во Данска и Норвешка. Исто така тие беа спонзори на многу други спортски и културни настани низ Македонија, што е навистина за поздрав, а она на што кумот Раде посебно се гордее, тоа е неговото семејство, супругата Олгица, двата сина Владимир и Ненад и се разбира најголемото богатство, 5 внучиња, Радомир, Атанаси, Олег, Доротеј и Милан. Можеме уште долго да ве фалиме, меѓутоа скопјани ви го очекуваат вашето обраќање. Радомир Раде Макеларски, поздравете го со голем аплауз кумот за Бадник 2025. Драги сограѓани скопјани, на сите вас денеска дојдени пред соборниот храм Климент Охридски, сакам да ви ја честитам новата година, празникот Божик, ден пред раѓањето Христосово Божик. Честит празник на неговото блаженство архиепископот Господи Стефан, му посакувам многу здравје и среќа. Честит празник до градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски, до сите спонзори и граѓани кои помогна во ова верска манифестација да се одвива безпрекорно од почетокот кога бевме на место красна водно се до ден денеска. Честит празник до одборот на бадникарите на чело со претседателот Ангел Георгиевски и координаторот Никола Георгиевски и до сите бадникари кои помогна и оваа 33-та манифестација да се одржи безпрекорно. Во оваа пригода сакам да ви изразам голема благодарност на тројцата легендарни бадникари кои ја започнаа оваа манифестација. Тие се Борче Скијачот, Мац и Кире Тип. Они пред пазарот на Боњаковец ја почнаа традицијата деличи бадникови гранчиња. А до сега, мислим, посебно сакам да честитам на нивните фамилии, они не се сега поред нас, мислам, луѓево, но затоа членовите на неговите семејства се дел од нашето бандикарско друштво и ја продолжуваат традицијата и понатаму.
Честит празник и на сите медиуми кои ја информира целата јавност за ова наша традиционална манифестација. Сакам да се вратам малце на младоста, на детството на сите вас, моја генерација и постари, а и веројатно и помлади мислам. Се сеќам како дете живее во Новомало и на овој празник одевме по кладенските сокаци на улиците Истерска и Битолска. Пеепме коледарски песни, тропапе по дрвените порти на куќите кои повеќето беа од керпич, а луѓето излага пред портите не дарува со јаблоче, костенче, орече и понекоја паричка. Тинеџерските денови, после тоа, кога ги преживав, сакам да ве вратам сега и на нашето скопско корзо. Кога шетавме од продавницата Кармин Рубин, правевме круг до Кенан, продавницата, па Хотел Македонија, Кооператива, Ловец, само искрана назад и на крај на кејот и си иде пред дома. Тоа беше на Скопје, кај што тамо сите се познаваме. Сакам се да ве подсетам на најубавите моменти, јас што сум ги чувствувал и вие како скопјани да ве подсетам назад. 1962 година Радио Скопје го врши преносот на Вардар, Купат на Југославија, игра со Вартекс Вараждин. Вардар победува со 2-1, головите ги дават Мирко Илиевски и Владо Николовски, а пекарот го подига Славко Дацевски. Го доноси у Скопје овдека, цело Скопје тога се радуеше, тоа беше првата, мислам, радост што беше спортска во Скопје, да не кажем и во Македонија. После тоа 1975-76 година одбојкаскиот клуб Вардар станува шампион на Југославија. 79 и 80 го осваја и купат на Југославија. Исто пекарот доаѓа во Скопје, скопјани се радува. 1986-87 фудбалскиот клуб Вардар станува шампион на Југославија на чело со Панчев, Најдовски, Канатларовски. Си извинам, не ги спомнав одбојкарите. Начело беше со Трифун Трифуновски и Владимир Богоевски. Тогаш. 1991 година Македонија станува суверена независна држава. Поштава беше пол, народ се радуваше цела Македонија. Сите се овие убави спомени за скопјани и цела држава. Како независна држава, првата спортска радост ни ја донесува 2002 година на кометарките на кометот Ѓорче Петров. Ја освоја европската шампионска титула. Начело со Гордана Нацева и Индира Кастратовиќ. Благодарение на соседникот Трифун Костовски, кој беше кум на Бадник и дел е од нашето бадникарско семејство. Тие работи не треба да ги заборавиме, мислам остануваат, пошто спортот и музиката најголемата радост ни ја носат. 2017 и 2018 и 2019 3 годишна радост за скопјани. Ракометарите на Вардар стануваат висе шампиони и два пати едно по друго европски шампиони. Тоа ни еден клуб во Европа го нема постигнато два пати едно по друго. Благодарение на сите тие момци што беа наши македонци и дел што беа странци се трудеа за оваа титула да се освои. Тука е благодарение, мислам, и пак на спонзорот што финансираше на Сапцоненко. Тоа беше наше Скопје. Сега сакам да изразам голема благодарност до одборот на бадникарите за довербата што ми ја дадоа. И искрено многу сум ја посакувал да бидам кум бадника на бадник за град Скопје, а мојата семеен кум да биде Атанас Петров, здравичар. На бадник, овој бадникарски чуп е голем трофеј за мене и моето семејство. Чупот не се купува, но не се ни продава. Овој чуп за мене е дар од Бога и дар од овие прекрасни бадникари кои станав и ја дел од него, од нивното семејство. Што многу кратко време ги запознав и многу ги засакав. Си давам збор дека секогаш ќе им помагам колку што можам, јас, но и моите два сина и 5 машки внучиња, да бидеме дел од ова бандикарско семејство. Драги сограѓани, народе македонски,
сите вие кои го празнувате бадникот и утрешниот Божич, ви посакувам многу здравје, среќа, вериче, да ги почитувате своето семејство, другарите, пријателите, да сакате и почитувате мајката црква Охридска Македонска. Опа, си извинувам. Да си ја сакате и почитувате верата, да го негувате јазикот, обичаите, традицијата, историјата македонска, каде што нашите татковци, дедовци, прадедовци се бореле за оваа Македонија. Од ова место сакам на сите, без разлика на вера и националност, да им порачам, да се сплотиме сите заедно, да живееме во слога и мир. Има еден збор, мислам што морам да го кажам реченица, Бог на небото, кумот на земјата. Да сте ми живи и здрави. Македонија вечна да е! Дајте уште еден аплауз за нашиот кум. А сега следува оној најсвечениот чин, или народски кажано, крунисувањето на овој прекрасен настан, а тоа е прима предавањето на бадникарскиот ќуб, кој нашиот минатогодишен кум Бобо ќе го предаде во рацете на нашиот председател на нашето здружение Одбор за традиционална прослава на Бадник, господинот Ангел Георгиевски, а пак тој ќе има чест да му го врачи на новиот кум за 2025, господинот Раде Макеларски. Бобо, повели. Официјално кум Бадникар 2025 година, господин Раде Радомир Макеларски. Да го поздравиме со аплауз и како што е редот и традицијата, стариот кум секоја година ни доаѓа со пајтон, а новиот ни оди. Го запазуваме и пајтонот како заштитен знак на Старо Скопје, па ќе ве замолам сега со еден огромен аплауз, убава и позитивна енергија со звукот на традиционалните зурли и тапани, да го испратиме кумот Раде заедно со неговата сопруга и неговото семејство, да си го однесе ќупот, куме да имаш среќна и берикетна година и само успеси убавени да те пратат на секое поле. Кумот Раде Макеларски кон излезот на соборниот храм, се упатиме кон булеварот Партизански одреди, каде што со пајтонот ќе замине заедно со здравичарот и со сопругите, а вас Скопјани ве канам да останеме уште малку во добро расположение, одлична атмосфера, да се напиеме чајчи и топла раки и да се провеселиме со нашите драги пријатели Силви Бен, Даци Александар и нашиот здравичар Таше.